социјалните мрежи, интернетот го смени, како се вика, медиумскиот бизнис, тоа е неспорно. Во светот, во слободни земји, каде што медиумите се слободни, тој процес на трансформација на новинарството од она традиционално кое што ние го познаваме, во користење на тие инструменти на, како се вика, на социјалните мрежи, се направи релативно брзо. Значи, веќе не е работата дека социјалните мрежи кај ни вршат притисок новинарството да се смени, напротив, квалитетното новинарство ги користи овие алатки за да биде присутно во јавноста. И вие знаете дека тие медиуми добро заработуваат и преку YouTube или преку Facebook. Тука кај нас е обратно. Овде кај нас медиумите не работат за да заработат, туку да преживуваат. И тие се задоволни ако од година во година успеват да ги сервисираат тие мизерни плати на новинарите. Собственикот на медиумот си врви бизнисот, заработува, купуваат јахти, авиони, не знам што, ама ова другото, затоа што тие медиумот го немат како основен бизнис за профит, тоа им е нешто споредно за да го користат, како за да го заштитат политиката и бизнисот. Апсолутно, за да ги заштитат нивните главни бизниси. Тука кај нас проблемот е дека социјалните мрежи и интернетот врши притисок, тоа е јасно. Меѓутоа, ја тоа таму не го гледам проблем. Проблемот овде кај нас е во слободата на медиумите. Кога вие имате слободни медиуми, тие ќе најдат начин тие инструменти да ги користат за да... Елементарна доктрина Селмани на новинарството е вистината. Социјалните мрежи многу често, па и преку политичките партии бевме сведоци со последните избори, многу манипулации пласираат. Остануваат ли класичните медиуми се уште тој филтер на условно речем на вистината, без оглед на она што зборуваме за нивна недоволна ангажираност во истражувачкиот дел на новинарството? Поминуваат затоа што новинарите, медиумите не се на ниво на нивната задача. Затоа што вие, како, ја не можам да прифатам или не можам да разберам како е можно медиумите да пренесуваат секакви глупости во соопштенијата на партиите. Ја верувам дека тоа што е битно треба да се пренесува, но кога некоја партија спинува, па задача е на новинарите да го отспинуваат тоа. Не можете вие да рече, вели овој, кажува овој, па а каде е нашата улога? А ние таа изјава да ја провериме дали е точно, затоа што тука кај нас има и полувистини, обично манипулираат со полувистини, со невистина, со лага, веќе ни една партија не... Добро, се враќаме на елементарното да констатираме дека нема уредници. Нема уредници, кога велам нема уредници, нема луѓе во медиумите кои можат да дадат отпор на некој. Ако една политичка партија излезе со пресконференција на некоја тема, веднаш се лиферува соопштение кое не одговара на прашањата на пресот, туку и вие лани крадевте. И тоа се пренесува. Да, точно е дека има криза, има криза на уредници. Но знаете како, овде во Македонија не се на цена новинари кои што имаат интегритет и знаење. Тука предност има тие што знаат да прават лице на собственикот, да бидат врзени со некоја партија. Знаете, јас веќе приметувам во медиумите луѓе кои што ја играат улогата на политички комесари, пропагандисти. Тоа веќе нема врска со новинарството. Но прашањето е зошто на тие луѓе некои во медиумите им дава простор, зашто? Затоа што такви новинари им треба. Пред да поминеме на политичките теми, колку и да зборуваме за новинарството, таа не одвоја и од вашата работа, бидејќи цел живот се занимавате со општествено-политички теми и во професијата. Како е во ТВ шења? Имате ли доволно слобода? Сега или дали дозволувате на вашите соработници доволно слобода? Како се наоѓа Селмани како уредник? Видите, значи, ние функционираме во овој амбиент и ја една работа не можам да прифатам. Да ми кажува некој како треба ја да работам. Ја можам да прифатам критика, ако таа критика е издржана, ја ќе се поправи. Значи, нашата идеја е како да бидеме подобри. Ја не сум против конструктивна критика. Сте имале некој разговор кој што не ви бил добар. Ајде да видиме како може следниот пат да разговорот. Ама вие да ми кажувате овој може, тој не може, овој вака, тоа не. Затоа ја во овој период од 2019 кога напуштив ЖНМ,
Има проблем вие да најдете простор во медиумите каде што ќе поминете подолг период, затоа што одма доаѓате во судир со некои агенди кои што на мене не ми се прифатливи. Или сме новинари или не сме новинари. Видовме каков криминал се направи со прислушкуваните разговори. Од времето на тој режим тогаш. На тој режим, а за жал истите актери од тој режим, барем во делот на Дуи, ги имаме во главните места. Пациентот денеска ни води дипломатија. Главниот осомничен за една од најтешките дела ни води дипломатија. Градоначалниците кои што биле директно посочени, едниот како дава обвинители, Блерин Беџети, кој што нуди пазарува со Јанкуловска, со Мијалков. Јавноста го памети тоа. Обвинители, суди, истиот се подржува како градоначалник и станува најдобар партнер на СДСМ и на оваа власт. Тргнувајќи од овие ваши констатации и во интерес на времето секако, ова што се случуваше околу борбата за ново мнозинство, за паѓање на оваа власт, беше борба да падне Зоран Заев или да падне Али Ахмети? Нормално, главната цел е да падне Дуи, начело со Али Ахмети, бидејќи како конкурент на албанските партии не, или како, воопшто за добро на воопшто држава? како последна диктатура во Балканот. Добро, но ајде да посетиме на еден факт. Не, единствената партија која владее 20 години, а после секој изборен циклус гледаме скандалозни докази за тоа како владее. Добро. Мене работа, јас сум имавме Титаник 1, 2, 3 и плюс прислушувани разговори кај што видовме како победуваат реално. Ке ме осуди дел од јавноста Армен Зекири ако не прашам сега, но впечатокот се уште е веројатно и после тие 20 години како што вие велите е факт на власт или 18 се едно со мал прекин, дека Дуи е таа политичка партија, па и кај македонците претпоставам повеќе така се доживува, која направи најмногу за албанците во земјата. Го делите ли тоа мислење вие во партијата или еве меѓу електоратот, дел од албанскиот електорат? Зависи што се цени тоа што направи најмногу. Денеска Тетово нема вода за пиење. Да почнеме од најелементарните. Се не може да ми продава некој голем патриотизам ако немаме на 21 век под шара во еден град кај што гинат луѓе од поплава. Имавме 2 поплави со жртви од толку многу вода, а Тетово нема вода за пиење. Да не продолжиме понатаму со тие етнички постигнувања со кои се фали Дуи. Ние памтиме, например, 3-4 години со некои етнички теми на кои се појавува во јавноста дека ги постигнале, но не ги направиле ни тие како што треба. Најбанален пример е именувањето на основните училишта во Чаир, кои сега имаат и правна разрешница, но видовме како во свидетелства користат стари имиња на училиштата, а тромбетираше Дуи дека поставила нови таблици во училиштата, нови имиња, со што само кампања водеше, а не дека постигнуваше нешто. И крајниот резултат на тоа што Дуи направи за албанците е над 200 или 300 илјади наши сограѓани кои се иселија од земјата. И македонци, и турци, и власи се иселија многу од младите. Ајде тука да пресечам малку и да ве прашам, бидејќи веќе сте представник нели на политиката и на конкретната политичка партија. Алијанса за албанците ќе се раздужи од алтернатива? Заврши тој договор со алтернатива во тие 2 изборни циклуса? Веќе немаат хипотека една кон друга оврска за да бидат заедно или дружбата трае? Со жалење на ова прашање не можам да ви дадам некој точен или конечен одговор, бидејќи до моментот кога се снима нема нешто нов моментум во тие односи. Последното што го знаме дека продолжува соработката, продолжува заедништвото на заедништвото и спет друго е така, само во овој контекст второто прашање би било какви се сигналите, знам дека немате можеби конкретен одговор. Алијанса ќе влезе во коалиција за оваа влада
Или ќе се оди по секоја цена на нови избори сепак? Едно е сигурно, Алијанса за албанците нема да биде дел од оваа влада, каде што припаѓа ДУИ, а веќе и заразеното СДСМ од криминал. Јазикот е близок, нема некоја огромна бариера. Да, ние поголема бариера имаме со словенците, ај со србите тука, ама со словенците ја не ги разбирам повеќе него, ама бугарите ги разбирам, например. Србите не правиме муавет за разбирање така. Но тоа е последниот пат кога бевме во Бугарија, гостувавме кај едно шоу се вика Забранетото шоу на Рачков, тоа е едно шоу кое што е многу гледано. И кога се враќавме назад, не сопре полиција. Вика, па вие сте Корона, чао, пријатно, братја и така натаму. После тоа застанавме да купиме нешто, почна да ни честитаат, луѓе да гледаат, мислам, онака баш код звезди, кој што да сме нивни. И дури дојдовме на граница, граничарот прво вика, знаев дека ќе поминете на моја смена. Цареникот вика, се клаја со жена ми дека на моја смена ќе поминете, независно еден од друг. Имало муабет и муабет. Да. Затоа многу бевте добри кај Рачков, кај не знам што. Така да И дојдовте до врската меѓу народите. Народите. Е културата. И да, бугарите се култура. Премногу сме изолирани едни од други, конкретно еве па и со Грција, нормално, но поради блискоста на емоциите, на јазикот, на Јазикот пред се ние го си сакаме и со грците, во принцип. Мислам, тоа се екстремисти кои што прават и кај нас и таму. Мислам, народ, човек, па ти кога си отишол некој у Грција на одмор кај некој газди, што нели обично газдарица, која што да издава соби и така натаму, па нешто да биде да имало некој проблем. Зошто во Бугарија им е многу важно да сме бугари, да не сме македонци? Како викаше Балашевич, или нив им е многу важно да се македонци. Свако племе црта границу, сви би хтели своју страницу. Тоа е тоа. Лоши политики, лошо образование, лошо толкување на историја, од се по нешто и главно пропаганда, веројатно, со години. Се враќаме некако политички на нашиот терен. Можам да слободно да кажам дека сте квалификуван граѓанин во смисла на перцепција на политиката, не сте учесник во политичкиот живот. Што ви беше тоа со метлата? Заев, јас имам, рачката кој да остана кај вас. Ништо не се замете во два наврата. Моја беше да ја дадам. Тоа ми текна мене дома. И се реков, имаше некој митинг там во кај млечен ресторан. Викам, како да земам метла, викам, една да му подарам на Заев, за да замете све. Тоа ми беше идејата. Викам, глупо ми е како ќе ја носам метлата. Прво ќе ме видат сите со метлава и викам, не носам. Дори на жена ми каже, викам, како би ќе носиш метли? Викам, добро, не носам. Како почна Заев да зборува, спомна чистење некоја. И имаше еден зур тука, мислам, маркет до мене, јас само отидов, ја купив, и застанав, баш кога имаше народ, не ме ни гледа, видеа дека ја имам. И излегов. Кога има прашања некој, кој ја излегов прв. Не беше ништо договорено. И излегов, дури се збунија, зашто излегов се со метлата во раце и ја дадов метлата кај што треба. И колку зачистил, како, не знам, ама ете така, има дури некоја страница метла, мака се вика, направија. Нели беше тоа доволен чин, малку во Македонија повеќе да се пројави, го има тука и таму политичкиот, основно да речем театар, политичките теми во театарот, актуелните политички теми и шекспировски се разбира, но ова наше да го претвориме во не само во пародија или во комедија или во трагедија или во трауми, току да ослика реалната, да даде еден одблесок на реалното македонско актуелно општество. Овој живот што ние го живееме, колку уметноста, театарот, драмските писатели можат да помогнат. И зошто ги нема воопшто? Тоа све нема на сцена. Тоа сакам да кажам, немаме драмски писатели. Значи, нема кој да напише. Јас одавна немам прочитано
некој наш нов текст добар од млад Актуелен. автор, да, од млад автор. Јас додека бев кратко многу во директор ОМН-та, јас имав желба и идеја секоја година МН-та, а можеше да си го дозволи тоа, да продуцира една представа од ФДУ. Што значи? Да се земат најдобрите во таа генерација, да речеме глумци, да се земе режисер, кој што е еден од најдобрите, и да се земе текст од еден од најдобриот текст. И да се продуцира таа представа, да се игра во МН-та. Акција затоа што изгуби мојата политичка опција. Јас сум социјалдемократ, јас сум член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и апсолутно не може тоа за мене да представува сатисфакција. Меѓутоа се случија работи кои што апсолутно беа погрешни чекови. Вие не може како партија да протежирате дека за вас ќе бидат меродавни анкетите. Дека имате таков принцип што народот ви кажува. А од друга страна да не го почитувате тоа што самите сте го кажале како принцип. Анкетите покажуваа, сите анкети, и на мојата политичка партија, и на останатите политички партии, дека Наташа Петровска води на анкетите. Мене до ден денес не ми е објаснето зошто Наташа Петровска не беше кандидат. Со што Наташа Петровска тоа не го заслужи. Проблемот беше во партијата во Битола или во централата во Скопје? Јас би рекла дека проблемот беше со одредени поединци од партијата и во централата во Скопје и да кажам на локално ниво. Се остави простор да одлучуваат личности, а не принципи. Значи, едноставно кажано, имаше личности кои што заради лични амбиции, заради лични интереси, лобираа да не биде Наташа Петровска. Се разбира дека нема да ве прашувам за имиња и нема да се доведеме да и вас и дистрикт тоа се луѓе кои што едноставно ситуација не биле спремни да прифатат дека одредени документи не им биле потпишани затоа што законот тоа не го дозволува. Добро, но генерално се случи некој цунами на ниво на цела држава околу поразите на Социјалдемократскиот сојуз во многу општини наспати 2017 година. Ајде од тука прво кратко реченица што всушност се случи? Вие сте партиски искусна. Губењето на Проблемот вербата. е на ниво на целата држава или проблем е во градоначалниците, во советите, во општините, па луѓето тоа го вида, па откажаа до вербата? Или е проблем во генералната политика на партијата? Видете, не би рекла, не сакам генерално сепак да кажувам дали на ниво на држава било проблем во градоначалниците. Јас ќе си го кажам лично мојот случај. Значи, ако било проблем во градоначалникот немал да води на анкетите. И тоа сериозно водство. Затоа што кога ги земете имињата на другите припадници од СДСМ и коалицијата на СДСМ кумулативно да ги соберете, нивните проценти кумулативно биле помали од процентите на Наташа Петровска. Исто така и од опозицијата. Да, ќе ми дозволите, веројатно не го поставив прецизно прашањето. Вас ве прашувам како искусен човек од политиката, што се случи на локалните за после 4 години воопшто партијата да остане на толку ниско ниво на овие локални избори, на толку ниска доверба кај граѓаните и на половината од традиционалните гласачи да останат дома или да се појават разноразни независни листи кои повеќе инклинираат сепак кон опцијата на која вие припаѓате. Што се случи генерално? Мислам дека граѓаните ја изгубија вербата дека филозофија е едно општество за сите, а не флоскула. Тоа значи дека граѓаните видоа дека постојат поединци кои што успеале да се протнат без соодветни квалификации, без соодветни дипломи, без соодветни лични предиспозиции и перформанси да се најдат на одредени ситуации и да функционираат незаслужено. Значи, ние вредносниот систем дефинитивно треба да го изградиме во практикување на вредносен систем, а не само ставање на хартија и протежирање дека се партијата. А такви примери постојат. Во партијата на партиските состаноци се молчи за овие работи, мимикрие, не се зборува дека некој не си работи работата, дека некој за врата на другиот му става, нели, како вела тоа на партиска сопка за да дојде на негово место и така натаму. Наместо, како што рекоте, да се гледаат
вредностите, а не задкулисните дејанија на одредени членови во партијата. Видете, јас лично Или никогаш не од сум тие карактери молчела. нема спас, Јас нели? никогаш не сум молчела лично, тоа сум го кажувала и секогаш повеќе протежирам тоа да го кажувам со имиња и презимиња, значи буквално со имиња и презимиња во партиските, значи состаноци, односно во партиските кругови. Така и ќе продолжам да функционирам бидејќи сметам дека треба да има одговорност за сето ова што се случи. Меѓутоа факт е дека низа луѓе кои што сватиле дека со премолчување, со можеби некажување на вистината во даден момент можат да се себе заштитат и таа би рекла некултура, затоа што тоа е некултура, не е здраво нешто, како партиско опстојување е нешто што треба да се промени. И тоа е она што најмногу му нанесе штета на СДСМ. Ние всушност како бројка имаме плурализам, а како содржина немаме плурализам. Тоа е проблемот. Споредите ги вестите на трите главни телевизии во државата, дали една-две вести се разликуваат. Темите, настаните се исти, значи дајте нешто, измислете друго, дајте нешто споровозно, дајте нешто истражување, дајте некоја поинаква До тема. парите ли е? Кошта ли тоа повеќе? Мислам Бара дека тимска работа. и до парите, ама и до Организација? 15 години се случи еден страшна дупка, страшен гап во новинарството. Овие млади генерации, тоа што е ненормално во новинарството, за нив е нормално. Например, нормално е некој од политичарите да ти каже какво прашање да му поставиш. Нормално е да ти кажат од некој центар какво прашање да... Нормално е и пропагандата е новинарство. Нормално е Добро, да... но кога почнуваше Наумов, беше ли тоа нормално? Немаше шанс. Ние бевме учени, ама такво треба да биде образованието, да бидеме трски. Јас сите деца, сите колеги што поминале, еве некаква сега да не биде претенциозна наша школа, прво што ги учевме веднаш во оган да влегуваат и второ да бидат дрски, да бидат критички настроени кон јавноста, кон појавите, кон настаните и кон личностите, особено ако се политичари. Пристојно дрски. Па да, сега не да се навредува. Значи има начин за тоа. Добро. Знаете, какво прашање сакате поставите, ако поставите на фин начин со насмевка, а поготово и ако е девојка, тој ќе се... И шармот е, значи, во прашање. Видиш, не сум размислила на таа линија, но добра идеја. Има ли уредници? Ние имаме млада генерација. Какво и да е образованието? Паметни, образовани, со интернет, подлога. Проблем ли е во уредниците и во насочувањето на младиот новинарски кадар во новинарската професија? Имаме ли уредници Еден воопшто? мој пријател секојаш велеше вака. Ако не знаеш што е проблемот, следи ги парите. Проблемот слободен човек за да бидеш треба да бидеш екзистенцијално слободен. Односно да бидеш обезбеден, да не можеш да мислиш цело време на тоа дали ќе го скрпиш месецот или да мислиш на тоа што го работиш. Добро, Значи, и во парите е проблем. но дозволи ми сега да не се согласам со оваа констатација од проста причина, например, да сте лекар-хирург. Може платата да доцни, но вие вашиот пациент ќе го скрпите најпрофесионално, претпоставам, нели? Тие две теми, новинарската професија исто така како одговорна професија, нели треба да се раздвои малку? Па да, ама Точно е, социјалната скала на новинарството е на многу ниско ниво. Сега ја кажа вистината и го кажа исто тоа што го велам. Лекарите земаат мито, например. Што треба и ние новинарите да земеме ракетари да се претвориме. Па добро, не верувам дека сите лекари земаат мито. Јас немам такво искуство. Малку е по-комплицирано, меѓутоа, мој став е дека во една мала држава со јазик на толку мало ограничено говорно подрачје што се зборува, за здравјето на демократијата и за здравјето на оваа нација, за здравјето на нејзиниот идентитет, со кој што толку се удираат во гради сите тие националисти, политичари и така натаму, мораме да воспоставиме еден фонд кој што ќе финансира медиуми. И тоа не било кој содржини, туку информации. Имаше државата, владата такви идеи? Имаше, ама не на тој начин. Мора да се избегне субјективниот фактор. Значи да биде некој автоматизам. Што значи тоа? Секој медиум да добива одредени пари, но под услов, например, еден од критериумите биде број на вработени, редовно да дава плата, да има пристојни плати. Понатаму,
да има пристојни услови на работа. Значи, сето тоа во една критериумска И во листа. основа јавниот интерес до израз. Да произведува одредени содржини кои што мора да ги емитува во прайм тајм. Сега она кој е луд, И да нека имаат прави квалитет. лоша програма, нека се го руши сам рейтинг. Да, и да имаат соодветен Со квалитет. тоа што секој медиум ќе си има грд зборија досија, ама ќе си има одредена историја, и ако он во текот на една година, на пример, условно зборувам, тие работи може да се дотерат, прави говор на омрза, прави лоши работи, не исполнува Ќе врени. изгуби лиценцата за услови, не донација лиценцата да државна. изгуби. Наредната година нема да добие пари. Тоа сакам да кажам, лиценца за пари. Има начини, значи тоа да биде по автоматизам. Ова е истрнато формула. од твојата програма кога конкурираше за прв човек на Па го имав тоа сдруженијата, во претпоставувам. предите, за нам има се уште некој отпор кон пари од државата за медиуми и јас го разбирам тоа затоа што од времето тоа 10-11 години, 12 на Груевски дувавме на сеживо за да тие пари беа стварно злоупотребувани. Radio, 5800 Blackfoot.